со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани. Денеска е уште една среда, 19 април, 11 часот и некоја минута, термин за емисијата Круг на радио Слободна Македонија. Јас сум и денеска ваш домакин. Политичката криза во Македонија и обидот за разрешница, влијанието врз општеството секако е главната тема и на нова денешна емисија, новој денешен политички магазин. Нова тема денеска со вас ќе поразговарам заедно со мојот колега Тодор Пендаров, кој што на еден или на друг начин добар познавач и на состојбите на политичката состојба во Македонија, меѓутоа со оглед на неговото долгогодишно искуство се надам дека ќе успееме да извлечеме многу суштински работи околу тоа, пред се како се случувањата внатре во собранието. Меѓутоа за почеток неодмилива тема, Тошо, добар ден. Добар ден, благодарам за ова убава најава. За почеток неодмилива тема е секако гостувањето или присуството на поранешниот шведски министер за надворешни работи, ако не се лажам. Премиер и комесар во Европската унија, што не помине. Некои го нарекуваат булдужер, дипломат, Карл Билт. Знаете што, булдужер дипломата, мислам дека не стои тој израз. Да имате булдужер дипломатија, треба да сте голема држава. И булдожер дипломатија имаше и има се уште само Соединените Американски држави, до некаде и Русија, но пред Соединените Американски држави има таква дипломатија, беше познат за жал веќе не нови свет Холбрук, но да оставиме тоа. Значи, во секој случај Карл Билт е дипломата со она што би се рекло со педигре, со многу големо искуство, го познава Балканот. Да, вчера беше кај нас, се сретна со политичките лидери, кај нас медиумите, колку му дадоа простор на самото тоа, неговата посета, беше многу интересно како нашите медиуми реагираат, дали побарал средба кај Иванов, не добил, па Иванов го откачил, или па дали воопшто побарал, па Иванов се пофалил дека го откачил. Мислам, типично наше балкански фолклор покажавме. Поред Карл Билт, тоа беше прво Карл Билт беше кај нас, тоа сакаме да, тоа е многу интересно. Он доаѓа као представник на една think tank организација на Европски паневропски совет, кој работи на промоција на политиките на Европската унија. Тој работи таму, да се бидеме најасно, тој работи таму за пари, што е најнормално за западниот свет. Кај нас се станува милионер, односно се збогатуваш додека си во политиката. Во западниот свет, со памет. Во западниот свет, кога ќе заврши политичката кариера, тоа што си го стекнал као политичар, го продаваш као памет, така и Обама на истиот начин. Точно така, најпознатиот е Блер, и Бил Клинтон, се најпознати со најскапи. Мислам на Бил Клинтон, не на Обама, да. Да, најбрзо ќе го видиме и Обама во таа функција. Така да, значи, он доаѓа во тоа својство, но многу се интересни 20 негови делегацијата е составена уште од 20 луѓе, едниот е Роберт Купер, многу интересен политичар и бивши функционер исто така на Европска унија, кој има една изјава таму некаде 2015 година, и тоа точно мислам дека во ова време, има вака речено: Балканот е џунгла, а ние треба да ги поддржуваме хиените. Третиот член, симптоматично. Многу симптоматично, не? Третиот член на оваа делегација е нашиот комшија Крастев, познат политиколог. Често пати е присутен со своите анализи на овој простор. Крастев, ако не се лажам, беше член на она кризна група која воде американци. Така да, интересен е составот и интересни, посебно мене во овој пример ми е интересен овој Купер, кој има токму таа, он има задача да ги оцени државите успешни, неуспешни, пропаднати, непропаднати, во таа смисла се неговите квалификации, ако можем така да кажем. Другата јавноста беше дали Бил доаѓа со решение за кризата, да бара решение, да нуди решение, или пак како што
еве велиш ти дека едниот од гостите кои што бил веројатно можеби за скицирање на состојбата. Мислам дека и он само погледнете неговата изјава. Имате устав, следете го уставот, имате деловник, следете го деловникот и почитувајте ги демократските практики на развиениот свет. И што се крие за тие изјави? Значи, за жал, ние уште еднаш ќе покажуваме дека и нашите политички елити, и нашите невладини организации, па ако сакате и јас, и ви, и ти, како новинари или на еден начин public opinion makeri, бидејќи добро, не многу, ама малку влијаеме на јавното мислење, на формирањето на јавното мислење, изгледа на сите нас ни фали она капка до она критична маса на државотворност и одговорност за државата и за општеството. И ние си од една страна едни се воодушевуваме, доаѓа Карл Билт ја реши работата, други тотално спротивно, негативно, демек што ќе ни се мешаат, едно да ни биде јасно. Чим се определивме да станеме членка на Европската унија, нормално дека ќе се меша Брисел во некои работи. На крајот на криштата колку ќе биде крставицата крива, предпишува Брисел. Се сеќавате на тие глупости. Но од друга страна, ние треба да покажеме осе за собствената држава и осе за државотворност и не за секоја глупост да бараме мислење и да бараме да ни го решим проблемот Брисел. И ја мислам дека сегашнава криза, вака како се развива, не гледам не знам како ќе се реши, тешко можете да претпоставите. Она што е симптоматично, што е интересно, еве и пред оваа посета на Билт и пред предходната на Туск и на Могерини на сите. Да. Значи, има некој чувство во јавноста дека треба да дојде некој политичар од Европа, треба да донесе решение. Како што ќе дојде, како малку вулгарен. Ние сите доживуваме политички оргазми. Па да, со други зборови. И како што ќе замиле спласнуваат и надежите и све, и пак останува кризата во Македонија. Прашањето ми е, толку се неспособни македонските политичари да... Па очитно. И гледајте, ајде да ги погледаме на големите кризи што ги имавме. Значи, 91 година, иако ние имавме и ние и словенците бевме единствени од една независна комисија на Европа, која да е позитивна оценка, составена од председатели на уставни суди, кои оценија така наречена Бадинтеровата комисија. Јас имам можност со актуелниот председавач, тогаш председател на Собранието, да бидам да разговарам со Бадинтер лично кај него дома. Он не покани. И он се чудеше тогаш до кај сме стигнале ние кон Македонија. Значи и тогаш, иако старанците ни ја дадоа државата на тацна, ние пак се двоумавме, па имаш изјава на тогашен актуелен министер додека сум ја жив и на оваа позиција нема Македонија да се отсипа од Југославија. Значи и сега да не зборуваме понатаму. Секоја криза на крајот се решаваше со помош на странците. Странците не велат дека странците, ако не директно, индиректно се најзаслужни за државата. Се беа умешани и во оние немири од 2001 година, а знаеме дека рамковниот договор го донесува на маса, знаеме и кој го донесе, го стави на маса и рече земи или остави. Така да, секојаш, после тоа сетите се на последната влада на СДСМ, редовно имаше средби, пак странците не организира во Маврово тогаш што одржуваа средбите, бидејќи стално имаше конфликт меѓу партиите, место да ги решаваат тие конфликти во собранието, ние стално имавме и во институционално решавање на нормални политички проблеми кои се присутни на Запад. Една Белгија 2 години не можеше да направи влада, па не пропадна Белгија, се функционираше. Сега кај нас е веројатно општеството толку исполитизирано што без влада не може да функционира. Кај нас, за жал, кај нас да е зависност од владата како институција добро, но после да се зависи од тој кој ја води владата. Па не мислам се само на сегашнава влада или на претходната влада, него мислам во последните 25-6 години се тонот на
на владењето го дава повеќе премиерот или шефот на партијата, владеечката партија. За жал тоа е тоа, а не она што вели Билд, имате устав, имате деловник, имате закон. По се изгледа кај нас не иде тоа така лесно. Никако, например, 2015-2016 година, кога беше исто дел од политичката криза, меѓународната заедница некако кога имаше многу по-проактивен однос, инсистираше и на средби, на договарање, пржино еден, пржино два. Дали се пржино еден, пржино два. Сега некако како да... Мачките на Ван Хауте и така натаму. А сега како да нема иницијатива или никој не сака да се седне да се решава кризата на маса? Вака, до некаде точно е тоа дека можеби не е таква присутност на странците, или на меѓународната заедница, иако мислам опозадината доста работат на ниво на амбасадори. На ниво на амбасадори мислам дека доста се работеше и уште работаат. Па не е важно сега, дайте она Бейли па Чадор, па не, да не ги пуштиме. Бейли не спроведува ничија политика, освен политиката на Стейт департментот или па германската амбасадорка не спроведува. Не, апсолутно, меѓутоа зборам во функција да се седне на политички диалог. Така е. Пошто ке нас очито не постои тој политички диалог во моментот. Знае, можеби делумно... Заев, например, вели не сакам да разговарам, Груевски го блокира парламентот преку своите 51 пратеник. Мислам дека многу ти е точна ова забелешка, но странците го преку изјавата, вчерашната изјава на Карл Билд, токму тоа се гледа. Имате устав, имате деловник и почитувајте ги позитивните демократски практики што владеат во Запад. Значи, они навистина не можат да не разберат. Па и не е за разбирам. Јас имам, сега кога беше кризата, еден куп мои пријатели словенци, новинари дојде овде и кога му објаснуваш, и ми вика на словенски, че чуј, стари, а сте ви рес нори? Чуј, стар, а вие истина сте будали или луди? Кој му објасни, не те разбира. Па тоа се луѓе кои, значи, мои колеги или тука негде моја возраст, некаде меѓу 50-60 годишни стари луѓе кои ја познаваат Југославија, живееле во Југославија, значи нема нешто Македонија екзотика, ја познаваат. Ама кога ќе видат, кога ќе слушнат што се случува, едноставно не можете разберете. А замислете еден Карл Билд, без обзир колку го познава Балканот, сепак неговиот ум е скроен по некој друг тертип него што е нашиот. И нормално, и затоа он многу, иако мислам дека во извештајот ќе биде сигурно многу лош за нас, али сепак он вели имате устав. Они не може да ти понудат решение кое, иако понекогаш знаат и тоа, али во принцип не може да го надминуваат, да ги надминуваат уставот и законите на држава, посебно уставот не. Онда тогаш самите себе ќе ги погасат своето залагање за демократија, за правна држава и така натаму. Треба да се бара внатре во Македонија. Тука треба да направиме прва кратка пауза, се враќаме веднаш по тоа. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани повторно назад во кругот, мој ваш денешен гостин, мојот колега Тодор Пендаров, останува состојбата околу пат позицијата или како да ја наречеме во парламентот. Што се случува во парламентот всушност? Ништо посебно. Додека сега ние разговараме, тече 14-то продолжение на конститутивната седница на парламентот. Точката се знае избор на председател и членови на комисијата за избор и именување. Добро Доболев вчера кажа дека не се откаже од репликите и контррепликите, се додека СДСМ не се откаже од платформата. Знаете што, околу таа платформа, мислам дека таа платформа сега нешто ќе кажем што може би тоа е моje мислење, добро, има и други кои горе-долу го делат. Дали е тоа платформа, дали е тоа тиранска платформа, дали е тоа платформа на албанските партии автохтони или не, дури на крајот на Криста не е битно, битно е нешто друго. Платформата сама по себе е многу контраверзна. Еден колега, наш колега албанец, напиша колумна одамно, кога излезе, ја именуваше Палома платформа. Така дека албанците немојте да мислите дека е пресекана со широки раце.
Платформата сама по себе и по својата содржина одговара на тројца. Одговара на Еди Рама за неговите внатрешни проблеми, со кои преку таа платформа он некако се идентификува како татко на албанците во светот, во целиот свет. Кој Ердоган? Да, да. Еве сега денови имаше некоја изјава во смисла или у Европа или Косово и Албанија ќе се здружат. Му одговара на Али Ахмети и според мене му одговара на Груевски. Зошто? Зошто му одговара на Груевски, сега ќе биде најинтересно, верувам, за нашите слушатели. Па еве се гледа во собранието. Значи, врз платформата, врз критики на платформата, кои се повторуваат, што деловнички, мислам дека најдобра дефиниција даде председавачот, господин Треко Вајонски, кој рече, вака рече, деловнички ова е во право. Дали е опортуно? Че се суди јавноста. Неколку пати го има кажано, јавно од своето место како председавач. Значи, тоа го кажа и тоа е факт. Тоа е факт. Токму околу тоа прашање, опозицијата инсистира на промена на точката на дневниот ред, околу дека тоа се правело во минатото. Не е баш така. Не е така. Ајде да чистиме тие работи. Знаете што, деловникот е многу дури не е многу интересен за нашите например, они се бунеа зашто Велјановски председава. Па ви велам, че еден куп правници кажа дека Велјановски и тоа ќе ви кажам, правници кои по своето политичко определба се на левата страна. Еве сега не сакам да злоупотребувам никога, али ќе ви кажам една финта. Што ја направив како вработен кој е во собранието кој е задолжен за односи со работа. Им кажувам дека според деловникот има право, нормално еден куп новинари не ми веруваат. Посебно оние кои само себе се прогласуваат за демократико, што другата страна само себе се прогласуваат за патриоти. И што направив? Повикав еден колега, правник, добар правник, ќе го кажеме името, не е проблем. Чедо Дамјановски. Сите го знаеме кој член на ова. Примате ми кажете дека Чедо Дамјановски навија за ВМРО ДПМН. Али он не навива, он може би политички кога треба да се гласи, што се знае, не крие за кого е, но не ја прокоцкува својата наука, своето знаење и својата професија. И во на новинарско бифе го знаеш си бил, седиме, го донесов и викам, колегава, мене не ми верувате, колегава Чедо Дамјановски ќе ви објасни по деловникот дали Велјановски може да председава. Велјановски по деловникот може да председава, бидејќи ја свикал седницата и што е она уште поважно е пратеник. Например, Љубиша Ѓоргиевски исто ќе ја свика седницата, но не можеше да председава, бидејќи не беше веќе пратеник. Така. Значи во случај ако Велјановски или последниот председател или председател во заминување, значи он до верификација на новиот мандат е председател во заминување, ако не ја свика седницата, тогаш 20 ден ја свикува најстариот и он председава. Тој е вториот став од член што. Значи и сега исто така. Верувајте, Велјановски, не заборавите дека е правник, адвокат и дека он знае вешто да го растегне деловникот. Нема и прашањето околу тоа, околу промената на точката на дневниот ред. Условно што ја бара Социјалдемократскиот сојуз. И во таква ситуација да се случи хипотетички промена на точката на ВМРО пак ќе ја блокира со 51. Пак ќе се случи истата дебата, така? Истата дебата, мислам, знаете што, додека не се реши политички договор меѓу ВМРО и СДСМ. Тоа ми е прашањето всушност. Кој договор треба се реши во некоја од салите, не во пленарната сала, него во оние други сали што ги имаме во собранието, повеќе такви тешки дискусии, зависи ако се малку поголеми, се водат уставна, поголеми делегациите, во уставна, кој е поинтимно, онда во Охридската сала, таму е и масата округла, така да нема кој лево, кој председава, кој значи, додека не се договорат меѓу себе, нема шанси. Не заборавајте дека ВМРО е сериозна партија,
Поштете го водството. Ја имам изразито критичен став до водството, актуелното водство на ВМРО, но ВМРО како партија е многу сериозна и за разлика од СДСМ многу работлива. Они работаат. Овие изиграваат салонски револуционери, тоа стално го потенцирам. Тешко со нив можеш да излезеш на крај, ако не си добро подготвен. Добро да биде лоша на власт, ама многу полоша во опозиција. Бога ми да. И сега да се вратиме, значи платформата влијае на овие тројца луѓе, тројца политичари со тоа што ако има утре избори, нормално. Груевски ќе фура тезата ние патриоти, вие им давте нив гласови, дајте ми мене 61 пратеник и нема да има платформа. Дуи и Ахмедич вика, ајде, давте гласови на СДСМ, што направи? Ви направи нешто? Ништо. Дајте ми ги врат назад гласовите на СДСМ, направите ме мене со 17-18, а може и да му ги земе и гласовите на села, па да бидат на 20. Значи, јасно е платформата на кого? Најмалку на албанците. Да, во себе има еден куп контрадикторни работи, некои работи, да, треба да се решаваат. Например, јас уште од 90-тите години, па не затоа што сум многу паметен, него тоа што сум го видел во Словенија и во некои други држави, ја фурам тезата за интегрирано образование. Накратко да ја кажам, може би на многу нема да ми се допадне, тоа значи во средините каде што 20% од зборувам на локално ниво, се припадници на друг етничка заедница, дека учениците од прво оделение до завршено средно образование треба да ги учат двата јазика, со тоа што од прво до четврто се учат факултативно, односно без осредини, а од четврто до завршено средно образование да биде тоа сериозен предмет. Само така можеме ние да и ова моја теза е, например, ја имам кажано многу пред излезе платформата. Не од вчера. Но во платформата нема ни А од интегрирано образование. А тоа ни и по закон е, и по закон. Таа точка е поќе политички памфлетот кога. Зборот правилна распределба на буџетот. Па и ти знаеш, си го следел собранието, си следел. Па дали може да се усвои буџет на Република Македонија без гласовите на албанците? Не може. Абсолютно дека не може. На последниот ребаланс на буџетот, албанците, двете албански партии, ДПА и ДУИ, 20 претеници едното од едното и друго, се степаа. Така беше, да. Значи, зошто? Заради тоа што ДПА предложи амандмани за некои, не знам, некои инфраструктурни објекти во некои албански општини, мислам дека беше дали Тетово или не, овие го блокира, зашто ти не ја и дојде скоро до физичка пресметка. Ако платформата вели им одговара на Рама на Ахмети и на Груевски, која е тоаш политичката логика кај СДСМ и кај Заев да тоне заедно со платформата, не најде начин да се дистанцира или да одговори на тоа вечно прашање што секој ден го поставува во народот? Точно тоа прашање. Одговорот исто така, иако прашањето е многу добро, али одговорот е многу симпл, многу едноставен. Борба за власт. Сјаши мурто да се попне курто. Ништо повеќе. Па веројатно би му било покорисно ако се откаже од платформата. Гледайте, они не еден начин се откажуваат, вика нема платформа. И ако ја видиме програмата на она што прво се да се прави салонски револуционери, бараат мандат. И да му го дае Иванов мандатот. Што ќе прави со мандатот он? Боле да не му го дае, бидејќи во рокот толку и толку треба да направи влада. Ако не му направи влада, треба да го врати мандат. Боле што не му... мене никои работи не ми се јасни. За да ти дае мандат, ти треба да бидеш сигурен дека имаш собрание. А ти ако немаш собрание, не може да се свика седница. Само председател на собрание може да свика седница. Никој друг председавачот не може да свика нова седница. Седницата број 2, пленарна седница број 2 може да ја свика само председател на собрание. И што мандатот за џабе го бара? Сега да прашам уште една работа. Има некои аналитичари и новинари кои заговараат некоја теза дека мнозинството од 67 или 69 партеници
треба да направи конститутивна седница, да излез сам председател на собрание, некој вид на пара парламент, дали тоа Александар Палас да го направи, дали колку е тоа логично и колку е тоа уставно и колку тоа може уставно или неуставно е многу тешко да се каже, бидејќи кај нас нормално дека твојата дефиниција дека тоа ќе биде парапарламент или паралелен парламент е точно. И тоа би било, мислам глупост. Некој избора таму, некој избора тоа да го направат у соседната салата Борис Трајковски, што те знам. Мислам дека само тоа уште повеќе, ако тоа се случи, уште повеќе ќе ги иако таа теза е позната, и они рачунаат на тоа, они тоа да го направат, и онда очекуваат дека меѓународната заедница ќе еве се формира 6 или 7 пратеника, мнозинството формира парламент. Мислам дека ако тоа го направат, тоа ќе биде само уште едно газење на уставот и воопшто она што велиме правна држава. Голема иницијална каписла за судири. А не голема, јас сум убеден дека после тоа ќе се тепаме на улица. И тоа ќе биде многу лошо за нас. Како и да е, неколку пати го имам и кажано и го пишувам во мои колумни, за жал ние никогаш не учиме својата историја. Историјата имавме среќа до сега ни се повторуваше ко фарса, ама сега се плашам да не се повтори ко трагедија, бидејќи сето ова води кон едноставно да изгубиме државата. Ако се направи сега ваков парламент, дали некој помисли ваков парапарламент, паралелни институции? Добро, дали некој знае дека и можеби со причина или до некаде можеме да дојдеме оправдување дека осамостувањето на Косово започна со пара институции. Заради она што го правеше Милошевиќ и пак ќе речем, не сакам да правам паралела, но од тоа до утре да ми се направи неки пара државни институции во западниот дел на Македонија или не знам што, ако еднаш ке си го направил тоа, зошто утре да не се направи уште еднаш и така натаму. Тоа е веројатно легитимен пат до Илирида. Знаете што, вака нешто. Ајде да бидеме искрени и отворени, еве ко македонци. Емотивно, и јас и ти, да имаме емотивно, да не прашате дали си за голема Македонија, ќе речеме да. Емотивно. Но рационално, ако ме прашате дали сум за некаква голема Македонија во етничките граници, ќе речам не. Зошто? Илузорно прашање. Илузорно прашање, односно прашање кој може да доведе до тешки судири и оваа Македонија сегашна да ја снема. Да, така е. Значи, јас до некаде така гледам. Илирида или Велика Албанија, можеби некаде во подсвеста, но проблемот е да албанецот кај нас, а во последно време, да бидеме реални, покажа одредена степен на државотворност. Обичниот граѓани, не зборам за Ахмети и за компанија или Тачи или нивните политички елити. Само погледнете, после оние крвави настани во Куманово. Албанците не прифатија ни едните ни другите, напротив. Ахмети извади жива глава кога отиде во Куманово. Така да не е баш се едноставно. Да, работите се малку, промените го. Промените се, мислам дека само проблемот е во тоа што ние ќе појдеме по некој позитивен кон формирање на критична маса на граѓани, на интелектуалци, на public opinion makeri, во позитивен правец ќе заглавиме. И некде нешто заглавиме. Дали е тоа некое проклетство, дали уште не сме зрели, ја мислам дека уште не сме зрели, не верувам во проклетства. Тука мора да правиме уште една кратка пауза, ќе се вратиме во финишот на днешната емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани слушатели, назад во денешниот финиш на Круг, мој ваш денешен гостин, колегата Тодор Пендаров. До сега ми навистина интересен разговор. По последните неколку минути од денешниот Круг сакам да ги посветиме на состојбите во регионот и дали тоа што се случува во Македонија
може да се рефлектира и дали е поврзано со некакви случувања на релација Европска унија, Балкан, Соединетите американски држави, Балкан. И за крај очуваме прашањето на, сакам како новинар долгогодишен од надвршна политика за релациите Северна Кореја и Соединетите американски држави, колку е можна нуклеарна катастрофа во светот. Вака, што се однесува до состојбите кај нас, ја мислам дека повеќе ја загрижува Европа, бидејќи не де Боже да се случи она што преска зборувавме, да се излезе на улица од едната страна едните, од другата страна другите, и народот да се бори за тоа да еден да ја зачува фотелјата, да се бори за другата страна да се бори за тоа друг да дојде на таа фотелја. Тоа може да биде многу опасно за регионот. И на крај пак ќе заврши со политички договор на маса. Што нема криза која и војните завршувале со договор. Секогаш завршувале, но проблемот е во тоа што таа криза може да се прелие во соседните во регионот. И затоа Европа, кога станува збор за Македонија и воопшто за регионот, они секогаш на прво место ја става стабилноста, после тоа става демократија, па владење на право, па оние принципи за кои стално ни солат глава, а во случај кога треба тие прво секогаш гледаат стабилноста на државата. Значи, не можам да прифатам тезата на Вучич дека македонското сценарио, дури понекогаш би рекол дека некои работи ни доаѓаат и од таму. Веројатно голем дел. Да бидеме се отворени се руската присутност и заинтересираноста на Русија за Македонија, знаеме од каде доаѓа и како доаѓа, али не се. Значи, во секој случај, ние се враќаме повторно, го правиме Западен Балкан, го правиме буре барут, а за жал Македонија сега изиграва фитил на тој буре барут, и тоа краток фитил, кој му треба неколку секунди за да изгори и да пукне. За жал. А за тоа што сме ние фитил и тоа краток, тоа сме сами ние криви, никој друг не прави, него ние сме си криви, односно и ако некој друг тоа го замислува, ние наивно сме влегле во нека туѓа игра. Пак ќе речам, значи, тоа е проблемот што ние неколку пати во историјата сме биле монета за подкосурување на туѓи интереси и сега полека, но сигурно пак ќе се вратиме на тоа да бидеме монета за подкосурување. Само пак ќе го споменам Еди Рама. Еди Рама отворено зборува дека или Европа, односно и да се владеат европските принципи, инаку он одма ќе се здружи со Косово. Знаете, здружувањето на Косово и Албанија дефинитивно ќе во вакви констелации би било многу лошо. Има една теза што ја прочитав некаде, сега чисто да прашам сосема на кратко колку е логично во идеја. Иницијатива да седнат сите балкански лидери да потпишат декларација за неменување на границите. Може такво нешто да се деси? Гледате, сите балкански држави се членки на ОПСЕ. Ако ја земете вие резолуцијата на ОПСЕ, бивши КЕПС, установната листина, а пред тоа и установната листина на Обединените нации, јасно пишува дека границите на една држава не може да се менуваат. Освен, ако, например, ако сме ние две држави, ја и ти се договориме да се променат границите. Или, ако со референдум во едната и во другата држава се договорат, значи, од осамостојувањето на Косово, иако мислам дека за тоа најголем виновник е Милошевиќ и неговата политика, но како беше направена, беше во спротивност со сите меѓународни принципи. Иако, пак ќе речам, напротив, мислам, Косово, што се излезе од Србија, е политиката, нема да речам геноцидна, него ужасно лоша политика на Милошевиќ до Косово. На сама Србија, тоа е. Да, се согласувам тука потпуно за тоа. Да, зборувам за Милошевиќ, не за Србија. Да, во тоа време. Да. Значи, и резултат беше тоа. Вие се сетите се кога Крим се отцепи од Украина, што рекоа русите? Па како и Косово си направи референдум, и вие си направивме референдум и се отцепивме. Значи, тие работи се... тоа е кое меѓународното право, кое секојаш
посилниот малку другче го тумачи, али кога ќе имаш такво очитно и грубо кршење на меѓународното право, секогаш подоцна се враќа во некој ти се враќа назад ко бумеранг. А што се однесува до Кореја, ни престои светска катастрофа прошли. Најдешто Трамп се покажува дека човекот е навистина многу непредвидлив во своите политички одлуки. Он посеза да вака, уште пред Трамп, уште кај Обама се виде дека интересот на надворешната америчка политика ќе се префрли во Азија, тој дел. Тоа беше јасно и Трамп тука ја продолжува политиката, американската политика надворешна, која по обичај не се менува многу. Што се однесува до Северна Кореја, дали Трамп сака, ако Обама имаше она позната јасмина револуција која ја поцрна Европа, не сакам да бидам сватен расист, али тие се зборови на Гадафи, која рече, ако вие мене ме срушите, Европа ќе поцрне. Тоа се зборови на Гадафи. Да не бидам расистички сватен, значи, дали Трамп сака, ако ово имаше речете јасмина револуција, Никсон пред тоа имаше Виетнам, може би осака да има некоја... Да се запише во историјата. Да се запише во историјата. Имајќи во предвид провокациите кои ги прави Кореја со своето нуклеарно наоружување, иако тука многу интересно, Кина не е така лесно вие да отворите војна. И тоа на страна на Америка застанува Кина во ситуација. Она застанува едно да вели принципиелно, ние сме оне мора да го брани принципот на ширење на атомското оружје, бидејќи тоа е потпишено во Обединетите нации, они се членка на Советот на безбедност. Она тој принцип мора да го брани. И најголемиот ни пријател да јавно покаже дека има атомска бомба, они ќе се бунат. Например, Пакистан е нивен класичен сојузник, додека Индија повеќе со русите, Пакистан беше нивен, Пакистан и двете држави имаат атомско за Индија Кина се буни, но за Пакистан е тивка. Значи, она во принцип мора да го осуди ширењето на атомското оружје, интерконтинентални ракети и слично, но ако почне војна, не знам на која страна Кина ќе биде. Кина еднашка влезе во Северна Кореја со 1 милион доброволци. А 1 милион луѓе за Кина. Ако почне војна ќе биде. Сепак верувам дека не само Трамп, него повеќе оние што стоат зад него, а зад него стоат најбогатите и најголемите мултинационални корпорации, дека нема да дозволат, или математиката што ќе им покаже. Ако биде војна, ќе биде тоа војна, одлуката ќе биде математика. Ќе има профит или ќе нема профит, колку ќе добиеме, колку ќе изгубиме. Благодарам, почитувани мој ваш денешен гостин беше мојот колега Тодор Пендаров. Благодарам за исцрпната анализа и на надворешен план, меѓутоа и на внатрешната политичка состојба. Ова беше уште една емисија на Круг. Круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда 19 април. Останете со Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.